Македонскиот првак Шкендија одигра нерешено 1:1 во дуел против Јагелонија во меч од третото коло во Конференциската лига на УЕФА. Со ова реми, Шкендија сега има 4 бодови и останува со шанси дека може да се изборат и за влез во нокаут фазата. Буквално секунди ја делеа Шкендија од победа. Тетовци поведоа со 1:0 со голот на Лиридон Јатифи за голема радост на домашните фанови на арената Тодор Проески во 49-та минута. Вебстер изведе корнер, а Јатифи со глава ја затресе мрежата на гостите, за голема радост кај домашните фанови. Обвинителството во Велес отвори истражна постапка против едно лице осомничено дека заедно со друг соизвршител, кој се уште не е пронајден, го убило велешанецот Ѓело Џошев во местото Поројница кај Чашка. Осомничениот го намамил и однел до локацијата, каде двајцата пукале во него со огнено оружје, предизвикувајќи смрт. Тој претходно бил осудуван и се обидел да ги прикрие трагите, па обвинителот побара притвор. Полицијата продолжува да работи на откривање на вториот учесник и мотивите за убиството. Градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски, соопшти дека од јавните градски претпријатија се отстранети 371 лице поради непојава на работа или злоупотреби на работното место. Тој најави дека контролите продолжуваат и дека до него стигнале нови информации за можно незаконско плаќање услуги во комунална хигиена, при што возила за чистење биле фактурирани како интелектуални услуги во износи од 5 до 10.000 евра. Ѓорѓиевски побара институциите да го испитаат случајот. Српскиот председател Александар Вучик изјави дека одлуката Србија да не воведе санкции кон Русија, донесена на почетокот од војната во Украина, издржала 4 години и дека владата може да ја промени, но засега останува. Тој рече дека годишниот извештај на Европската комисија за Србија не е најлош досега и дека властите ќе се справат со критиките. Вучик се извини за грубиот јазик што го користел и порача дека се надева на брзо завршување на конфликтот. Албанскиот парламент со 77 гласа за го усвои законот за родова еднаквост, предложен од владата на премиерот Еди Рама. Законот гарантира еднакви права за жените и мажите во сите сфери и се темели на принципите на демократијата и заштитата од дискриминација. Рама го нарече чекор кон поправедно и помодерно општество. Опозицијата гласаше против, тврдејќи дека законот може да ги наруши традиционалните семејни вредности. Компанијата Гунвор ја повлече понудата за купување на меѓународните средства на Лукойл, откако Министерството за финансии на САД соопшти дека нема да ја издаде лиценца за работа додека трае конфликтот во Украина. САД тврдат дека Гунвор е под руска контрола, додека компанијата го негира тоа. Лукойл претходно објави дека добил понуда за продажба на Лукойл Интернешнл. На самитот КОП-30 во Белем, светските лидери остро го критикуваа Доналд Трамп поради неговото негирање на климатските промени и поништувањето на еколошките политики. Председателите на Колумбија и Чиле го нарекоа лажго, а бразилскиот лидер Лула предупреди на лажни информации што ја загрозуваат иднината на планетата. Самитот се соочува со слаб меѓународен одзив и тежок напредок во договарањето мерки, додека неколку земји се повлекоа од финансиската поддршка за заштита на шумите. Разговорите ќе продолжат во следните 2 недели. Тајфунот Калмај ги погоди делови од централен Виетнам, при што загинаа најмалку 5 лица, а над 2800 домови се оштетени. Околу 1,3 милиони луѓе останаа без струја, а властите предупредуваат на нови поројни дождови, поплави и лизгање на земјиште. Железничката инфраструктура е оштетена, а државата мобилизирала над 268.000 војници за спасувачки операции. Во меѓувреме, бројот на жртви на Филипините од истата бура се искачи на 188, со десетици исчезнати. Времето денеска променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, пообилни во северозападните и северните делови. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Во Скопје променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Ќе дува слаб југоисточен ветер. Под влијание на серија влажни воздушни бранови од денес во вечерните часови до понеделник следува период на променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Наместа врнежите ќе бидат поројни и пообилни во текот на 24 часа. Се очекува да наврне поголема количина дожд.